Така и на самиот крај од емисијата го напуштаме студиото. Ова утро со нас на линк е Ирена Спировска, заедно со директорот на Златно Славеќе. Ирена, добро утро. Добро утро, Искра. Поздрав еве од мене, од мојот соговорник, од просториите на Сојузот за грижи и воспитување на деца на град Скопје, бидејќи во далечна 1970 година токму од тука и започна иницијативата и приказната на најстариот детски музички фестивал на Балканскиот полуостров и втор најстар во Европа. Во пресред сме на новото издание на Златно Славеќе, 54-то издание. Како што спомена, фестивалот е основан 1970 година од неколку членови на Советот за грижи и воспитување на деца на град Скопје. Уметнички директор беше маестро Александар Джамбазов, а заедно со него во првата постава на Златно Славеќе беше поетот Васил Пујовски и Благоја Јордановски, кој во тоа време беше секретар на Сојузот за грижи и воспитување на децата на град Скопје. А сега со извршниот директор Бобан Јосифовски зборуваме за што е она што ќе ни го понуди ова најново издание на најраспеаниот, најразиграниот и најпопуларниот детски фестивал Златно Славеќе. Пред се, Боби, добро утро. Добро утро, поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Полека еве одбројуваме до 54-тото издание, 16 и 23 се датумите кои со нетрпение ги очекуваат сите кои сакаат убавата песна и кои што се долгогодишни фанови на Златно Славеќе. Како течат подготовките? Така, да, веќе подготовките се финиширани. Што е направено до сега направено е, така да веќе сега се оние завршни подготовки, генерална проба денес имаме. Така да веќе во сабота се стартува. Во Македонскиот народен театар песните се готови веќе пред 1 месец се снимени, кореографиите веќе се финишира и мислам дека еве и година во 54-тото издание ќе биде како што посакуваме, како што сите очекуваат и се надеваме дека ќе имаме уште едно убаво фестивалско издание. За прв пат славечињата ќе зачекорат и ќе запеат на сцената на Македонскиот народен театар. Дали се возбудени поради тоа, поради самиот амбиент, поради новата сценографија и обкружување? Па ние возрастните прво сме возбудени, бидејќи навистина прв пат еве Златно Славеќе ќе биде на сцената на Македонскиот народен театар, на новиот објект. А се разбира, децата, кога им се соопшти, сега зборувам пред неколку месеци, беа навистина пресретни, затоа што тоа е нова средина, сепак таа е една од најубавите сали, најубавиот објект, најексклузивен, така да и навистина и ние сме сите во целина среќни, возбудени, па и горди што ете во храмот на уметноста ќе бидеме. Ние ќе бидеме во главни актери, не само како публика, бидејќи нормално сме биле во театарот, а сега ќе бидеме во главна улога, така да за нас ќе доаѓа публиката, која што ќе биде во голем број, затоа што навистина Златно Славеќе си има еден голем број на публика, што многу ни е драго и тоа е навистина една привилегија да една недела пред да почне фестивалот беа распродадени билетите, така да навистина голем обрска на славечињата, тој му кажувам децата, имаме голем обрска да го оправдаме тоа реноме што публиката не почитува, не сака, не доаѓа да не гледа и навистина се надеваме дека еве на овој нов простор ќе имаме едно прекрасно издание. Колку представи, односно колку концерти ќе се одржат, затоа што за Златно Славеќе секогаш се бара и карта повеќе и настап повеќе? Па да, ние затоа настојуваме да во рамки на можностите на терминот што ни е обезбеден, да направиме максимален број на представи за да сите нешто сакаат да дојдат, бидејќи непријатно кога ти се јавуваат, а не можеш да им помогнеш. Има ли влезници, ќе има ли дополнително, ќе има се. Нема, тие се 2 термини. Максимум тоа што може да биде по 4 представи дневно и навистина е една ситуација каде што тоа е просторот, тоа се термините, нормално Македонскиот театар си има и свој репертоар, така да благодарни сме за овие 2 термина што не ги обезбедија, така да оние што се
најупорни, најбрзи во смисла на време што си обезбедили влезници, тоа е тоа. Останатите ќе го гледаат на социјалните мрежи, на телевизија и така. Златно Славиче ни сите овие години успеа да одоле на секое време и невреме, ајде така да кажем, и успеа да го задржи квалитетот на детската песна и секогаш на сцена да гледаме деца кои што навистина имаат одличен вокален потенцијал. Впрочем, тоа и фестивалот кој што излегоа речиси сите наши музички звезди. Па тоа е резултат на успехот. Златно Славиче едно музичко училиште, значи еден полигон каде што се создаваат таленти, врвни уметници понатаму, значи во својот понатамошен образовен процес на тие деца кои што се талентирани, така да горди сме што еве и ден денес, значи се можеме да се пофалиме со голем број на уметници кои што сега се популарни, значат нешто на македонската музичка сцена од сите области, дали било поп, фолк, класичната музика, значи се докажани уметници и впрочем и тоа е и целта на овој фестивал и сега се трудиме, значи тоа е резултат на една макотрпна работа, на една да пронајдеме на вистина она што децата го сакаат, да ги пронајдеме тие талентирани деца и да ги упатиме кон еден пат кој што понатаму ни на професија. Оваа година уште едно пријатно освежување на фестивалот е што водителската палка ќе носи Сашко Коцев, што дополнително представува една атракција и дополнително привлекува интерес. Како се снајде Сашко со Златните Славејчиња? Па сега ќе видиме, сега вака во сегашните вака разговори, нормално подготовка на сценариото, на она што ќе биде изненадувања, навистина сме и ние нестрпливи да видиме како тоа ќе изгледа. Многу ни е драго, бидејќи со Сашко 3 години се договараме за, да речеме, да биде водител Златно Славиче. Нормално, со неговите обрски, со представите тоа, конечно успеавме оваа 3-та година да имаме среќа да се вклопи во термините што си на Златно Славиче, така да многу сме, како да речеме, ние почестени од таа привилегија што така еден од најпопуларните актери во Македонија ќе биде дел од Златно Славиче, бидејќи навистина да се дружат и децата, навистина мислам тоа и публиката и хорот се со Сашко е задоволство, па и за нас што сме организација. Месец ноември е веќе одамна месец на Златно Славиче и како ќе завршат сега активностите и концертите, предпоставам дека уште веднаш ќе започнат подготовките за следното 55-то јубилејно издание. Следната година на вистина ќе одбележите еден голем и значаен јубилеј на Златно Славиче. Па да, до година не се 55 години, значи 2 петки. Сакаме да го направиме токму на јубилејно така издание со сета една програма, бидејќи за жал златниот јубилеј кога беше 50 години се погоди баш короната и ни беше многу криво што не можевме она што го планиравме да го одбележиме 50 години тој златен јубилеј, меѓутоа еве сега нека биде 55 години повеќе од златен јубилеј, значи 5 години од златниот јубилеј, така да ќе биде навистина нешто така, ќе подготвиме програма со сите тие. Веќе имаме една мала подготовка, значи сега на фестивалот да кажам околу гостите, бидејќи покрај Златни Славејчиња, еве околу овој јубилеј подготвуваме една временска машина, еден убав видеоматеријал кој што ќе биде збогатен со еден сплет на хитови, значи избор еден микс од хитови, дел од хитовите на Златно Славиче, кој го подготвија Златни Славејчиња заедно со Александар Митевски, Драган Спасов Дац, и заедно на сцена ќе излезат сите да ни отпеат еден дел, а во позадина ќе има така еден времеплов каде што сите тие оригинални изведувачи што ги пееле тие песни. Тоа е значи веќе мала подготовка е да го најавиме јубилеот. И околу гостите да кажам и тоа една последна убава работа која што ние, знаете дека ние сме со загрижи воспитание на деца на град Скопје, сме хуманитарна институција и многу мислам покрај другите активности гледаме што можеме да придонесеме и за таа инклузивност на децата што се
делот на нашето општество, значи да им помогнеме на некој начин да бидат нормални тие се со нас заедно да пеат, да играт. И оваа година децата од Сдруженијето за аутизам кој го води Денис Космонаут, кој познат се, со Мијата, со Славичињата, со тие дечиња направивме на песна со настав Гуши Бац, кој што Мијата, Славичињата, сите славејчиња, значи тие дечињата, излеза заедно на сцена, ќе отпеа таа песна, прекрасна песна. А така да, тоа е една, мислам, еден дел од гостите. И имаме исто за една песна преубава за децата со ретки болести, кој што на песна ја ќе изведат децата од хорот Гердан од Бисери, од Охрид, значи наоѓаат некаде 60 дечиња од Охрид кои ќе бидат гости на фестивалот. Прекрасна песна за ретки болести, што ја направи нjeната раководителка Татјана Узуновска, тренерска, и многу сме среќни што успеавме да Златно Славејче баш она што му е целта и што сме препознаени по тоа, а тоа е нашата химна, нели, што е за сите деца, да биде баш фестивал за сите деца. Значи, сите сме еднакви, сите се исти деца и за сите деца ќе пеат Златните Славејчиња и сите овие гости што ќе дојдат, и тие и оние гости од странство што ќе бидат, така да ќе биде навистина една преубава програма и сите оние што ќе дојдат, мислам дека покрај прекрасните песни од Златно Славејче ќе имаат можност и да уживаат во овие дополнителни наши, како да речам, композиции кои што ќе ги изведат, нашите прекрасни пријатели кои што сака да придонесат да бидат дел од оваа манифестација и од овој музички настан наречено Златно Славејче. Без сомнение не очекува вистински празник на детската песна и вистинско уживање и на 16 и на 23. Боби, благодарам за разговорот, посакувам уште едно успешно издание на фестивалот и да се радуваме уште на бројни настапи на нашите златни славејчиња, а ете со овие информации полека и ќе го заокружиме денешниот разговор, надевајки се дека ви го разубавивме утрото со овие прекрасни информации за овој значајен и убав фестивал кој што навистина облагородува многу детски генерации веќе долги години, 54 поред, нека биде така и во иднина. Искра од мене и од Јосифовски толку, се надевам дека сега веќе некаде ќе привршиме сутринската програма, па ќе можеш конечно да се напиеш утринско кафе и да уживаш во остатокот од денот. Благодарам, Ирена. Поздрав и до, вака многу официјално ми звучи Јосифовски, поздрав до Боби. Освен што не расположив, искрено ти кажам, толку сакам сега повторно да се враќам во детството, да се вратам. Особено за да можам да си гледам преку детски очи Златно Славејче.